Овоштарите и лозарите да го искористат моментот и да почнат со реизба на овошките и лозијата. Земјоделските експерти велат дека сега се одлични можностите за реизба, првенствено кај јаболчестите овошја. Лозарите пак кои имаат поголема хектаража може да почнат сега, а тие со помала може да почекаат до февруари. Кога станува збор за кроењето на овошките, би ја искористил оваа прилика да истакнам дека секош кроењето или резидбата на овошките е започва со јаболчесто овоше, затоа што тие се поотпорни на пониските температури, значи ниските температури, за разлика од коскистото овоше, каде што се препорачува резидбата да биде околу крајот на февруари месец март, значи пред почеток на вегетација, и кои што се овие коскисти овоше, праска и други, се поосетливи на ниски температури. Би нагласил дека кајсијата во зимскиот период не се крои, значи нема резидба на кајсијата, за да не дојде до појава на апоплексија, дамна или сушење на самите растенија, односно овошки, дрва, и препорачливо е резидбата да се извршува така наречена летна резидба во текот на вегетација. Нагласив дека исто така резидбата може да биде и на виновата лоза, но кога станува збор за резидбата на виновата лоза, ова може да се изврши само каде што има големи плантажи, кај што е хектаража, а на помали површини, каде што може резидбата да се изврши на побрзо, на неколку денови, може да се почека, па крајот на февруари да се изврши самата резидба. Ивановски додава дека овоштарите може да го искористат периодот за садење нови дрва. Статистиката покажува дека процентот на успешно фатени дрва во овој период се 95%, а напролет само половина од засеаните дрва успеваат.